Дали платформата всушност им го леснува пристапот до содржините? Што таа ќе содржи? Да, тоа е всушност еден начин тие полесно да пристапат до содржините и на телевизијата и на сите нови содржини кои ќе бидат создадени со цел да бидат промовирани на новиот сајт и на новата платформа. Станува збор за едно проширување и вмрежување, затоа што од она што го знаеме како прединформации, станува збор за сајтови кои што ќе може да се многу полесно дојде до содржините на на младата популација која што ги интересира, но и да нурнат во останатите информации. На кој начин ќе ги вмрежувате? Да, значи посебни икони, посебни. Да. Самиот сајт ќе содржи основниот сајт ќе биде поставен на ВИС телевизија и ќе биде лесно достапен. Всушност само еден клик ќе се влегува на bidisvoj.mk. Таму ќе ги имаат достапни сите содржини кои ќе се продуцираат, меѓутоа ќе бидат застапени истите содржини на сите социјални мрежи. Например, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Знаеме дека младите во денешно време многу повеќе ги следат социјалните мрежи. YouTube исто, сите имаме канали на YouTube и на TikTok, така да мораме да ги направиме малце по-креативни, по-интерактивни содржините, за да ги привлечеме младата публика да бидат поблиску до нас и со цел да ги информираме, но и да ги едуцираме на поголема медиумска писменост. Тоа е еден сериозен предизвик, светски би се рекло, затоа што голем дел од земјите веќе се насочени кон градење на таа медиумска писменост, дури и во училиштата како редовни предмети, а ова сега го преземаме и како обврска, како медиум и општествено одговорна компанија. Знаеме ние, нашето искуство долгогодишно од телевизијата покажува дека младите се повеќе и повеќе заостануваат во тој сегмент. Да, тие се информирани, меѓутоа многу често знаат и да споделат или да веруваат на дезинформации. Наша цел ќе биде да ги едуцираме, пак ќе спомнам, да ги едуцираме и да работиме малце повеќе на оваа медиумска писменост. И да ги забавуваме. Но воедно и да ги забавуваме, да им нудиме интересни содржини кои ќе ги примамат да останат на нашиот сајт.